Поштувани, значи не ова комерцијална програма, па поканивме соговорник за да создадеме некоја материјална добивка од сето тоа. Во старт да расчистиме околу од тој поем, со оглед дека господин Ѓорѓи Филев ми даде за право да го поканам, бидејќи господин Филев има нешто што навистина од Бога е дадено. Кој ќе речеме од Господа е дадено, потврдуваат голем број факти дека господин Ѓорѓи Филев 89-та бевте државен непријател, ако можам така да речам, број еден, со оглед дека системот не сакал да ве... 84-та, да. Зашто? Од моите почетоци беа уште тука некаде 81-та, втора, али 84-та прв пат почна во Цар Самуил со работа, исклучиво со биоенергија, тога е пак политика, или ќе те нема, или ќе те затвориме. И 85-та јас успеа преко, да речеме, канали, да се тоа прифати, да се експериментира како свето, за луѓето, мислам, гласот да слушнат сите далеко, дека први сме во Македонија со биоенергија 84-та година. И до 85-та година со Министерството за заштита на здравство на Југославија, одобрување, почнавме со екипа лекари во Цар Самуил, во Бања Банско. Тога беа пак овие турбуленции, ќе те затвориме, ставаа пари, да речеме ти стават пари од тука, стреки ми паднаат доле, па за мене без пари ме собераа да ме притварат. Сепак, јас викам, Господ е голем, секој пат ме чува. И така беа овие турбуленции до 86-та година. Тога и се испраќаше мислам од повеќе градови испраќа пациенти, ги пратеа со разни диагнози, колку може тука таа биоенергија да помогне. И се да го скратам тоа времето на експериментите за биоенергија, кога се види дека тоа постои, од 86-та година јас заминав надвор од Македонија на разни експерименти по светот. Кај бевте најмногу? Па вака сега, сум бил и Англија сум бил, и Канада, Ванкувер, и до Египет, окупацијата на Кувајт кога беше, европските земји малте сите, и желба ми е било Кина, да речеме Јапонија, али има време уште, али повеќе беа, да речеме, кратки експерименти тука. Како се организира експерименти и зашо беа? Овака како се организира. Да речеме, кога Никола Видев, го прашуват, кој исто така се занимава со таа алтернативна работа, со висок тој работи, како Лазо Колишевски да напомена, им вика на генералите дека само Филеп може да успее во лика да најде кај има вода, вика. Како? И овие му викат како? Па ќе го затворите, вика, една просторија, ќе му обезбедите се, за 2-3 дена тој исклучиво тоа ќе го работи. И сега како иде тоа? Тоа се јако концентрираш, влегуваш енергетски во земјата. Одеш, таласи одеш. Се чудеа, они правеа како со сонда, како што се они одиле, јас така пишував. И успеах во лика да им ја најдам водата, благодарение и на Видев со високо, да речеме исто негова помош. И тоа се состои, да речеме, треба да го доживееш. Јас како да ти го објаснам, кога да речем ова чаша, јас ќе успеам да ја видам 10 метра енергетски да дознам дека постои во земјата. Господин Лазар Колишевски, на кој конкурс? Па тој исто беше многу јак со радио. Мислам за радио стење со висок, Тито му е бил лева рака. Тито ниеден, вака викаше Лазо, ниеден вика негов план, програма, експеримент без мојот висок не го работеше. Добро, господин Колишевски е потекнал до Овчеполијата, Свети Николе. Има ли таму нафта? Успел ли да пронајде господин Лазар Колишевски нафта? Интересно питање. Да. Бевме со Лазар Колишевски баш Овчеполијата до Штип. Тоа поле на тамо цело место има над 3000 метра огромно количество на нафта и газ. Многу е опасно, ако го направат аеродромот тамо, нема да смее да се експлоатира околу него. Баш и под аеродромот има голема количина на нафта. Местото кај што луциран аеродромот. Во Штип? Во Штип. А зошто господин Колишевски ја чуваше тајната, па е под независна Македонија, не ја кажа? Он беше отфрлен тога. Он викаше, јас сам еден гол гелиптер што немам ништо. А сите политичари што плукаа по мене, имат се. Тоа, тие му беа зборовите, тој ми викаш, јас тоа што го знам, не ми се дава да го кажам. И јас не сум толку голем атеиста, не сум ни верник. Јас не му замерам да речем тоа. И го беше интересен со високот.
Објаснуваше како, да речеме, со неврзаните земји, која земја, што, како со високот работи, ама викам јас не го работам со висок. Јас со добра концентрација, вика, твојата енергија, вика, многу, вика, може да патува во времето. Мислам, да патува, да речеме, да седнеш од тука, сега да се концентрираш и да дознаеш, овој живее човек во Австралија, да му ја нацрташ како му изгледа куќата. Има ли нафта во Македонија? Да. Каде? Овче по линијата, да речеме многу, Струмица има дел газ, Струмичка околија. Сега, минерални топли води има, од Катланово, Паланечко, Кочани, дел Струмица, а злато има Бучин, од Детово Кратва до Кожов планина. Има многу во Македонија. Само сите чекат уште малце да ја разграбат, али Господ нема да даде. Колку има нафта? Па не се разбира во математика, али сигурно има милиони тони таму. Барели или како ги, милиони барели ги има. Би можеле да бидете функција да ја откриете? Тоа е многу јако, треба човек да се затвори 2-3 месеца, да оде од парцела на парцела со други феномени, да тука може да се постигне многу. Само тоа треба работа. Сам или во соработа? Не, мора да има екипа. Има луѓе многу поспособни. Тоа имаш луѓе хетеровидовњаци, тие луѓе го ставаш под хипноза. Јас ќе напоменам еден баш мој пријател кој е присутен тука околу нас. Во Охрид кога одевме колку е стар чинарот со енергијата. Одевме од енергија во енергија. Човек е под хипноза и енергетски се храни и успеавме да стасеме до 100 години назад. За Белја, викам, ни се пробуди од страв човекот, дечкото што беше под хипноза, да не му се случи нешто ти, мораше да прекинеме. Се пробуди, вика, гледав како ги бесат луѓето на чинарот. 800 години назад. Сега на нас. И дека е чинарот голем. Колку е стар чинар? Па вака по наши визии или до 300 години и нешто, или до 298 или до 300. Ајде малку да одиме на фактичката ситуација што многу не товарува, тоа е околу тоа името и идентитетот на македонијаците. Која е визијата ваша пред се за Македонија? Македонија е Божја земја, била и ќе биде. Само мораме енергетски да се сплотиме, само помислям политичарите, народот е за Македонија. Него тие ще не водат, изворната енергија не е битна на нас. Иначе Македонија не сме никој да чепне. Јас имам една статија напишано: спасете Македонија да се спасете себе си. Кој има ставено рака за Македонија, многу ќе биде тешко. Која е вашата визија за политичарите во Македонија? Па не се добро позитивни. Не знам кој зло ги тера така, да речеме, со тоа искра на гнев еден против друг.